Па практично тоа е и случајот за секој факултет. Првите години се оние воведни основни, како што рече, фундаментални науки, за да може после да се пристапи на применетиот дел. Да, затоа што идејата на факултетот не е сепак само да се напише код или да се реши некој проблем, ами и да се знае да се разликува кое решение е подобро. Да се знае да се најдат недостатоците, да се знае да се анализира за временски ефекти, за ефекти врз ресурси. Така да ова бара аналитичко размислување и претпоставувам и професорот ќе се согласи дека ова е предноста на нашиот факултет наспроти академиите. Така, значи иако на пазарот се бараат луѓе кои што не мора да ги има. Значи, најголемиот дел од студентите наши кои што не се дипломирани, се студенти кои што овие фундаментални предмети, некои од нив можеби и намерно ги скокаат. Не знам, сега Магдалена може повеќе, има контакт со студентите да потврди, значи јас можам да работам со претпоставки, но не можам да ги потврдам. Меѓутоа, моето чувство е дека голем дел од студентите кои што сакаат да се вработат и да го искористат, да ги искористат можностите кои што ги има индустријата во која што ние оперираме, може да ги избегнат овие предмети, да ги слушаат и положат само оние практични предмети и да најдат работа. И работата е, да кажеме, моментално поборувачката е доволно голема, платите се доволно високи да тие се сосема задоволни и со работата која што ја имаат, ги исполнуваат потребите на индустријата и затоа добиваат соодветна компензација и голем дел не чувствуваат потреба дека треба да го завршат факултетот. Меѓутоа, голем дел од фирмите препознаваат разлика на студенти кои што се дипломирани или кои што ги поминале овие фундаментални предмети. А штом студент ќе ги помине овие фундаментални предмети, буквално скоро како и да е дипломиран. Нема никаква пречка, единствено само треба да реши да го одвои времето да положи уште, не знам, 5-6 предмети што му се останати на фундаментални и да ја затвори, нели, да го затвори поглавието на своето студирање. И според мене, како што кажа Магдалена, тие кадри кои што ги совладуваат фундаменталните предмети, даваат ознаење и на индустријата, и на оние кои што ги интервјуираат, дека имаат една многу важна особина, а тоа е особината дека тие знаат да завршат, дека се финишер. Тие кои ќе се сретнат со проблем кој што е тежок, знаат да му пристапат и да го решат. Кои ќе се сретнат со проблем кој што не знаат зошто е, ќе смогнат или ќе го решат. Кои ќе се сретнат со проблем кој што е досаден, ќе смогнат или ќе го решат, односно ќе понудат вредност на компанијата која што ја покажале преку студиите на Финки, затоа што и во компаниите не се она што ќе го работиме е она што ни е интересно. Има низа задачи кои што треба да ги направиме за да системот функционира безпрекорно. Има низа задачи кои што се тешки, треба да најдеме решение, треба да направиме отстапки, оно што го спомена Магдалена во карактеристиките. Значи, можеби најбитната карактеристика на инженерите е да направат отстапка. Се шегуваме, нели, за студентските денови, не може да има спиење, како беше, добри оценки и социјален живот. Да. Треба да избереме две. Суштината на инженерството е баш тоа, да знаеме во покомплексни сценарија да избереме што ќе жртвуваме, а што ќе оптимизираме. Токму тоа во фундаменталните предмети кои што ги имаме на факултетот, токму тие вештини ги, да кажеме, промовираме ние. Да, колоквиумската недела можеби ни е многу напорна. Условите ни се неидеални. Меѓутоа, сите тие услови на некој начин се припрема, се една пречка која што студентите, доколку ја пребродат, покажуваат нешто за својот карактер и за тоа како тие во иднина ќе пристапат на се она со кое што ќе се соочат и ќе го работат. Апсолутно. И тоа е, јас би рекол, случај за сите факултети. На крајот на краиштата во идното наше работење во индустријата како професионалец, дипломиран или не дипломиран професионалец во било која индустрија, на крајот на денот можеби 90% од таа работа се сведува на некој систем кој се учи лесно. Но мислам дека клучното останува на тие 10% кога се соочуваме со несекојдневна ситуација, со некоја комплексна ситуација која ги бара токму овие фундаментални знаења.
Точно е, тоа е за практично тоа е и аргументот на многу млади кои одлучуваат да не учат факултет. Со изговорот што хемија факултет кога ништо не се учи, да речеме, ништо конкретно не се учи, ова можам и самиот да си го научам, можам да одам на академија, можам да си најдам некој свој пат, но оние позадински придобивки, како што кажавте, соочување со системот, работење со надредени, работење со авторитет, снаоѓање помеѓу луѓе, стекнување со овие фундаментални нешта од секоја индустрија се она што ја прави разликата во тие 10% од ситуациите.